но за старт, за да можам да одработам платата. Читување на функцијата која немаш право да покажеш, тоа не може да направиш. Имам. Добро, дайте само дайте уште една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане. Па тоа прашате го заев. Чека сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Ја веди. таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Ве молам режија. Почитувани гледачи, добро вечер во Аргументи на ТВ Нова. Не знам како да ја најавам ова емисија, се подразбира дека ќе разговараме за актуелната политичка ситуација, за можните излезни решенија, кој ќе ја реши, има ли решение или не, и затоа насловив меѓународен притисок, домашен потисок. Дали е разбирлива? Може би не е, но сакам да алудирам на можноста дека или нема излез од политичката криза, или има и треба да го решиме сами, или пак некој од надзор. Еве на овие генерално поставени теми и прашања ќе разговараме со моите вечерашни гости. Господинот Драган Ристевски, добро вечер. Господинот Алберт Муслију, добро вечер. Одам на него кај нас. И господинот Ивица Јосифовиќ, кој исто така ретко наминува кај нас за вакви некои проевропски теми. Ќе почнем со вас, господин Јосифовиќ. Не сум го слушнал одамна вашиот став околу актуелна политичка ситуација и она што го постави во најавата. Има ли решение? Можеме ние да го решиме или ќе чекаме однадвор, бидејќи почна да доаѓаат малку поинтензивно странците под синтагмата меѓународниот фактор да ни помогнат да решиме оваа политичка криза, бидејќи доаѓаат уште од Прашинскиот договор па наваму? Прашањето во однос на тоа дали имаме решение, одговорот би требало да биде едноставен. Не е дали има, туку мора да се реши кризава, затоа што веќе трае доста долго време и јаде државата од корен, не само државата, туку ги замара и граѓаните веќе тие се веќе некаде забораваат веќе што се случува секојдневно, затоа што имате ситуации не само на дневна основа, туку веќе на саат време да се менуваат целите состојби во државата во однос на политичката криза, така што од оваа криза мора да се излезе. Не е прашањето дали има решение, па некој да се осмели да каже дека нема решение. Тек тогаш сме ја заглавиле длабоко работата ако нема решение. Тек тогаш ќе треба да влеземе во една дебата која што ќе треба да ни биде наметната однадвор и однадвор да ни биде решено прашањето. Европската унија, меѓународните представници, мислам дека за сега се уште се обидуваат да не остават на некој начин ние да ја решаваме оваа криза, од причина што нивните постојани упатувања од надвор и доаѓања не се во насока кои што задираат суштински во решавање на кризата, туку упатуваат одредени пораки кон представниците на македонските политички партии во која насока да се движи решавањето на... Могерини имаат капацитет ќе го решат тоа самите? Видете, ако треба да почнам да зборам за Могерини, тоа мислам дека ќе го оставам подоцна за Могерини, бидејќи не ја сметам за личност која што е таа централна фигура во насока на решавање на оваа криза. Мислам дека кризата се менаџира од друга страна и оние кои што притискаат за решавање на низино решавање се од малку повисока гледна точка. Решение за кризата има. Јас сметам, верувам, мислам потребно, иако сме заглавени многу до гуша, требаше многу порано македонските политички партии и заедно со албанските политички партии, оние кои што добија гласови на предвремените парламентарни избори, меѓутоа нормално со вклученост на сите други политички субјекти,
да покажеа малку поголема зрелост, поголема сериозност, да се зафатат за решавање на проблемот внатре во рамки на политичките партии, во рамки на институциите. Откако веќе тоа не успеа или оди многу тешко, со доста многу потешкоти, сега меѓународната заедница е таа која што се обидува прво на еден ваков начин со испраќање на пораки, со испраќање на личности кои што според мене се од третиот ешалон, од подолниот ешалон, без разлика што звањето на Могерини е висок представник за заедничка надворешна и безбедносна политика. За у случај ако ова не помине, тогаш можно е да се премине на некои посериозни играчи на меѓународната сцена да се вмешаат. Тука тие се вмешани, меѓутоа малку од позадина. Ако се доведеме во ситуација, тогаш ќе биде земи или остави. Ристовски, господин Ристовски, вашиот став околу истото прашање. Мислам дека е малку погубно ако тргнеме да резонираме по основа дали имаме капацитет или немаме капацитет. Во оној момент кога ние нема да имаме капацитет, нема да има потреба ни да разговараме. Ќе иземеме суровиците и ќе видиме што ќе се случи или некоја надворешна интервенција или нешто така. Ние мора да најдеме капацитет. Се што можеби не го наоѓаме тој капацитет брзо, ефикасно, што се учиме на некоја демократија сите овие години, еве и сега пак се учиме. Прашање е нели на таа неизвестност, како што кажа колегата. Во луѓето во Македонија има еден голем страф, една голема неизвестност и можеби е малку неодговорно од нашите политички водачи што така долго време не успеваат да го најдат капацитетот. Ама во еден историски контекст кој што сите добро го знаеме, ова се некои природни работи, не би требало тоа да правиме баук некој голем. Исто така мислам дека со оглед на насловот на вашата тема, вечерашна дебата, ние Европската Унија не можеме исклучиво да ја гледаме како нешто што доаѓа од странство. Тоа не е само меѓународен фактор, како што некој сака да го каже. Ние одамна сме забраздени, имаме воспоставено односи со Европската Унија. Се сеќавате во една претходна емисија кај вас разговаравме за тој фактор временската зависност во политичките процеси. И тогаш зборувавме малце пошироко за некои децениски процеси, поврзани со Европската Унија исто така. Од минатиот пат, тоа кога беше пред некои 6 месеци ми се чини. Еве сега имате пример на таа временска зависност. Не поминаа ниту 6 месеци од минатиот пат како разговаравме ние, а во светот настанаа такви големи промени, таква голема неизвестност во тие 6 месеци, да и нашата позиција независно што ние дома си правиме и не можеме едни со други да се разбереме и да најдеме капацитет, сега доведува да ја посматраме Европската Унија на поинаков начин, нејзината тежина кога ни се обраќа нам ќе биде квалитет исто поинаков. Ние во нашиот природен процес кон пристапување на Унијата требаше да ја разговараме до денес, веќе да создадеме услови за Унијата, нашиот однос кон Унијата, проблемите кои Унијата ги има, да ги третираме како наша внатрешна политичка тема. И сакаме да бидеме дел од Унијата. Ние изразивме желба дека ќе одиме таму. Ние ги повикавме луѓето од Европската Унија да дојдат тука и да ни помогнат во решавањето на нашите проблеми. Ние деклариравме дека со нив, понеди нашата стара традиција, ќе бидеме во перспектива ортаци. Ќе мора да покажеме некоја доверба во тој однос. А дали ни се бендисува, не ли ни се бендисува, дали Европската Унија за нас една нужност, некои би рекле гнасна нужност, некои би ја направиле многу розева. За тоа не е важно, ама вие кога ќе земете став која ќе дадете беса, нели? Мора да демонстрирате дека имате малку доверба, па се не можеме ние антагонистички да се поставиме дека некој нас со сила нешто ни праќа. Сега колку што ние имаме проблем и бараме Европската Унија и земјите од Унијата да имаат разбирање за тоа што ние овде си имаме проблеми и не можеме да напредуваме со таа брзина што тие очекуваат од нас. Еве сега дојде времето и тие во Европската Унија си имаат проблеми. Во овие 6 месеци многу нешто се промени. Сега треба и ние малку да имаме разбирање дека и тие кои ќе дојдат кај нас ќе имаат малку по-затегнат однос. Сега, во овој момент, мислам дека ние не ги викавме многу да дојдат, ама тие доаѓаат. Мислам дека не ги, генерално ние као треба да сме ортаци, да одиме напред, да се договараме, но генерално во овој момент, освен почетоците кога подпишувавме
договор за стабилизација и асоциација, се другото е нивна помош, нивно влијание, нивен притисок, нивно упатување, нивно менаџирање, нивно олеснување на некои наши проблеми. Ама Тоа не е од вчера, не би се согласил со вас. Ние го повикавме господинот Ван Хаутен. Ние го повикавме. Хаутен, ни Могерини, ни германскиот сега што А беше. чека, ама и Прибе го повикавме ние. Сега јас може да кажам дека господинот Ван Хаутен заврши одлична работа. Тој да не беше, ние днес немаше да имаме избори, немаше да седиме на масата, немаше За да Ван имаме Хаутен оваа имаше ситуација. различни коментари. Некој го сака, некој Имаше го уште брка. полоши коментари за Прибе. Значи за сите, и за Могерини, и за... Ама не е неточно дека ние не ги повикавме. Еден детаљ. Значи, кај нас сите бевме овде под стрес до моментот кога се избра специјалното јавно обвинителство. Или кога се подпиша Пржинскиот договор. А бе моментот кога се изгласа СЈО, иначе го изгласаа сите, значи немаше таму само еден или 20 претенции беа воздржани, немаше ни еден против. Моментот кога го изгласа, почна наметнато решение, текстот е само преведен, а никој од обичното граѓанство или тие што се opinion makeri не излезе да каже, абе како на ни еден пратеник таму што сме го избрале мие, не му текна овој коментар да го даде у парламентот, осим тие кои беа воздржани. Значи, Европската Унија не иде тука непоканета. Ние сме под константен мониторинг скрининг. Ние сакаме да станеме членка на Европската Унија, затоа издаваат тие годишни извештаи. Таму има и упатства, и што треба да се направи, ако сакате да продолжите во патот кон европските интеграции. Многу е јасна ситуацијата. Ние ако сакаме да станеме членка, ние треба да исполниме одредени предуслови и као општество, и као политичка култура, и као економија и така натаму и така натаму. Моментот ми ако кажеме утре, ние не сакаме да станеме членка на Европската Унија, тие нивни мониторинзи, сугестии ќе прекинат. Ќе имаме друг вид. Овие се совети на страна чиј дел ние сакаме да станеме. И реално, и ние да сме на нивна позиција, не би сакале некое комплицирано општество да го вметнеме во нашите граници, затоа што стануваш составен дел на тоа. Замисли, ние со оваа политичка култура која имаме да стане полноправна членка на Европската Унија, бе никој друг нема да се учлени во Европската Унија, затоа што ние имаме такви политичари кои ќе речат, од ИНЕТ не го гласа. Ми имаме проблем со една Грција, затоа што релативно е со балкански менталитет и гледаш каков спор имаме ние со Грција. Европската Унија е друго да ти помага во внатрешните проблеми, а друго е да ти сугерира решавање на спорови со комшиите. И тоа го имаме ние. Го имаме на Косово, се на Србија, каде што има условувања. Или имајте диалог, или за Србија вика нема продолжување на евроатлантските процеси. Имавме арбитража помеѓу Словенија и Хрватска. Имаме условување на Босна за продолжување на евроинтегративните процеси. Не е тоа нешто ново. Нас секогаш се качиме таму кај што најлесно ни одговара, па еве Бугарија и Румунија. Бугарија и Румунија дел од нивниот прием беше политички. Но Бугарија и Румунија не можеме ние тука да излеземе со ставот дека Бугарија денес и Бугарија пред 20 години е ист менталитет. Не е ист менталитет. Ние памтиме таа Бугарија и пред да стане членка на Европската Унија, памтиме колку бевме ние многу понапред од нив и знаеме во која позиција Бугарија сега и Румунија. Румунија има една од најгалопирачките економии во Балканот. Значи, не треба да ги бркаме тие појмови. Така да ние од нив добиваме олеснување, добиваме укажување. Што ни укажуваат тие? Викаат, постапете согласно уставот. Тоа е лоша намера. Ама што ни помагаат тоа? Ја не знам зошто доаѓа за да ни кажат дека имате капацитет, решете го проблемот. Па Ја стварно не знам, бидејќи 100 години сум новинар, ама да излезат тие и да кажат. Состанок кај што странците разговараат со нашите лидери што им зборуваат. Не, странците со нашите. Доаѓаат тука 2 дена, ќе измате една пресконференција, нешто ќе ни препорачат тоа што го знаеме самите. Значи странците со нашите не разговараат по една реченица, после да излезат на пресконференција и да кажат вие имате капацитет тоа да го разрешите. Тие разговараат по пола сат, 40 минути. Сад време излагаат со најдипломатски речник тоа да го изразат. Тие не може да излезат да кажат му рековме нему, ако ова не го направиш ќе имаш последици. А му рекоа така? Ние знаеме дека некои од дипломатите, не Могерини, него од другите, имале можеби и таков речник. Затоа што ми имавме ретерирање на нашите политичари
Од почетокот на политичката криза од 2015 многу ретерирања имавме. Ми имавме став на еден министер кој 2 дена пред да даде оставка рече не давам оставка затоа што сум во полна здравствена кондиција. Така ли беше? Поранешниот премиер излезе и рече ја не давам оставка, па даде оставка. Значи има методи на притисоци, но тие се меки притисоци. Ние знаеме дека од нашите евроатлантски партнери кој има погруп притисок. Но оваа криза кај нас ја менаџира највише Европската унија. И таа е така, е помека. Таа методологијата на морковот и стапот. Стапот кај Европската унија е многу помал него што е морковот. Така да се додека нам ни се обраќа со морковот, е добро и за нашето општество. Затоа што во моментот кој ќе излезе со таква реченица која реков дека нема да излезат, одма ќе имаме реакција од општеството, па што сме ние протекторат, па некој да ни каже што треба да направиме. А сите реално сме свесни дека нашите политички елити немаат капацитет да се надминат себе си, не дека не го знаат решението. Решението го знаат. Немаат капацитет себе си да се надминат, некои своји лични интереси, лични трауми да ги стават на страна и да се надмине кризата. И тоа е реално нашиот проблем. Јас сум прилично сигурен, Љубиша, дека за неколку години ова општество ќе се стабилизира. И тогаш можеби некој ќе се срами. Не. Ама не само од себе, треба тоа и да се подпомогне. Него јас сум сигурен дека кога ќе се вратиме на некои наши действија, некој од нас ќе има и срамење, затоа што ние сме доведени во ситуација која е, речи си, и смешна. Ми имаме тензична ситуација во Македонија. Да, имаме тензична ситуација во Македонија, а личноста која претендира да се представува као татко на нацијата, оди на службен пат. Што сакаш појте? Значи имаме страф во ова општество, каде што луѓе се плашат, има инциденти, има конфликти, било какви. Ја мислам дека тоа е дел од политичкиот спин. Но во таква атмосфера, тој што претендира дека е тоа, оди на службен пат. Значи не е ситуацијата толку страшна. Сакам реклами, а потоа ќе продолжиме на истата тема. Достапени во форма на гел за локална употреба. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово. Ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Еве повторно во аргументи, Драган Ристовски, Веси Јосифовиќ, Алберт Муслиев. Ќе почнам уште вториот круг како што го почнеме со Јосифовиќ. Имаше некоја разлика од ставови, нешто се слагате, не околу странциве, бидејќи мислам дека поентата не ми беше дали ние ги викаме или не ги викаме. Генерално сме партнери, но малку разговараме за напредување на трешната состојба во Македонија, твининг системи, доаѓаат кога е криза. Најчесто тоа партнери, ортаци, такви работи, тоа може исклучиво само на основ на искреност и на правда. Ако немате искреност во тој ортаклук, џабе, не може да наречете дека сме ортаци. Има или нема? Па според мене во голема мера нема. Искрено, ако мене ме прашате, таа искреност, таа доверба, мислам дека нема повеќе од надвор. Кон нас не се сваќа така целата ситуација во државата. Според мене нема искреност, еве,
Последниот пример, ако се види со посетата на Могерини на регионот, прво низините настапи беа сосема различни во сосема различни делови на Балканот, од доста пријатни во Албанија до онака помалку задоволни во Косово до класично непријатни во рамки на Македонија и на Србија. Ниту еднаш од било кој од странците не реагираше во поглед на објавувањето на така наречената албанска или тиранска платформа или скопска платформа, без разлика како и да е. Не реагираше никој од надворешните фактори. Ако барате искреност, тогаш тоа треба да излезе како изјава, барем ако веќе доаѓаат со површни изјави во кои што кажуваат дека вие треба да ја решите оваа криза или дека вашата перспектива е во рамки на Европска унија, фер и редно е да се кажат такви изјави. Впрочем, имавте и изјава на косовска парламентарка која што испрати многу да не го кажам зборот, али погрдни закани кон Република Македонија во поглед на тоа дека албанците треба да си ги земат работите во своји раци и веќе еднаш да расчистат со овој регион. Тоа е исто како да побарате од македонците во Егејска Македонија или граѓаните во Македонија да си ги земат сите три дела кои што беа од балканските војни и да кажеме да си ги земеме сите работи во своји раце, веднаш ќе дојде осуда од надворешниот фактор. Тоа не се прави од причина што не верувам дека Европската унија го има стапот во свој раце. Стапот мислам дека го имаат пошироки, поголеми играчи од Европската унија, односно ако не е Европската унија, тогаш се тоа посилните држави членки во рамки на Европската унија и она што сега според некоја теорија на заговор се вели дека е битка помеѓу Западот и Исток, односно помеѓу Соединетите американски држави и Русија. Европската унија исклучиво настапува со морковот на Западен Балкан, така беше и претходно, затоа и има серија на неуспеси на оваа територија во однос на справувањето со критичните прашања. Историскиот контекст тоа добро го покажува, ако треба можеме да го поминеме. Европската унија настапува со оние меки решавања на проблемите, со меки ставови кон државите од регионот, бидејќи ги нема оние тврди, тешки прашања со кои што може да настапува на теренот, затоа што тоа не го покажа соодветно ниту за време на војната во СФР, ниту за време на војната во Косово, ниту пак за време на конфликтот во Република Македонија. Она од кое што верувам дека Европската унија настапува со тие меки ставови или со морковот е што има едни две флоскули кои што настанаа од почетокот при проширувањето на Централна и Источна Европа и во поглед на Балканот. Има еден став кој што вели Европската унија се грижи за ширење на мир, стабилност и безбедност. Во последните 25 години, откако излезе таа флоскула за Балканот, ние на Балканот имавме неколку војни, имавме распад на територии и имавме објавување на посебни засебни територии или на промени на внатрешни уредувања во рамки на државите. Втората флоскула е дека нашата перспектива, прва реченица, таа секогаш доаѓа како прва реченица на секој европски представник во Република Македонија. Вашата перспектива е во рамки на Европската унија. И тука застанува целата работа, затоа што не знаат тоа како веќе да го интегрираат, не знаат тоа како да го решат. После тоа настапуваат со други прашања, со други ставови кои што се однесуваат на сосема други проблеми. Така што верувам дека Европската унија го нема стапот за да може да реагира на ова тло. Она и понатаму мислам дека ќе настапува со морковот, со решавање на меки, со постапување на таков начин со решавање на меки прашања. Тие се успешни? Морковот? Во нашиот случај, во врска со Европската унија, само морковот и функционира. Европската унија до сега никаде не покажа способност да проектира никаква друга политика. А во Македонија особено, значи, вие тоа што се вика митот наречен Европска унија во просечната глава на македонскиот граѓанин, единствено постои во главата на македонскиот граѓанин. Таква е Европска унија како што македонските граѓани сакаат да видат дека нашата земја станала членка, реално во светот не постои никаде, таа постои само во главите на нашите луѓе. И тие, таа посакувана некоја своја варијанта, ја гледаат примарно како економски некој бенефит, некоја подобра иднина, благосостојба и така натаму. Тоа е основниот инструмент на Европската унија. Чекайте, отворен пазар, работа... Добро, тоа се тралала, нормално, а што сакате тие да ви кажат? Што сакате тие да ви кажат дека Франција ќе стане
експлоататор тука, реално така ќе биде, ама те тоа не можат да го декларираат дека е така. Чекај, сега да кажеш дека ние живееме во илузија дека ова цела тенденција во Европска унија е шарена лага за мали деца, дека ние Не се работи за Европска И дека унија, затоа се работи опаѓа- за нашите граѓани. Каква, јас не ги спомнав луѓето од Европска унија. за нашите граѓани говорам. Така е, па нашите граѓани не знаат како е во Европска унија. Кој се потрудил да им објасни како е во Европската унија? Има делови кои што знаат. Например, нашите луѓе од стопанството, ние ги подценуваме, меѓутоа еве кога кажуваме за промени кои настануваат од долг временски период, има предпријатија во Македонија кои што се далеку подобро интегрирани во Европската унија, кои што ги знаат трендовите таму, индустриските стандарди кои што можат да настапат, кои што ние кога немавме во државата инструменти да ни обезбеди некакви сертификати, например, овие ги заобиколуваа процедурите, добиваа сертификати од странство, само за да можат да воспостават некаква комуникација. И трговијата, низ историјата е познато дека прва ги пробива тие работи. Така што некои луѓе нешто знаат, ама широката јавност, нашите граѓани, имате на своја перцепција што е тоа Европска унија. Чекај, тоа чија вина? Па тоа е делумно и наша вина, особено на нашите политички водачи, низ годините наназад. Тоа што во последниве години во поларизацијата, екстремна поларизација на Те намерно ни ја крија политичкиот вистината дискурс. за ЕУ. Убаватели А и намерно, да, тоа не е само во Македонија. За не сакаме да одиме таму. Што? Зашто да не сакаме? Па тие велат не дека знам, е затоа што убаво да тука е- одиме таму. Кој века дека убаво? Нашите политички Не водачи. знам, ама на Они го симплифицираат целиот тој процес. Сега вие не можете да излезете на секој граѓанин поединечно да држите предавања, пошто ние немаме време, имаме други глупости со кои се бавиме. Ама да излезете, не, само да кажам, секој ден да кажете дека Европската унија не е само поголеми плати, тука е владење на право, намалување на корупција, мир, стабилност. Европската унија не е формирана само ради економскиот развој. Туку као меанизам да се обезбеди не војна во Европа. Значи, војните во Европа не биле чудо нешто. Европската унија као иницијатива е појавена преку економскиот фактор на зближување на пазарот до оваа форма која е. Јас сакам да кажам само за стапот. Европската унија не е ни замислена да има стап. Имаше иницијативи таму да формираат војска на Европската унија. Па и Могерини, дури нејзината позиција е нова позиција, она е, мислам, втора личност која држи таа функција. После Соланата, тој дел се надгради и веќе имаме... Беше Ештон па Могерини. Па втора е Могерини. И таа се надгради таа функција. Значи, стапот го имаат земјите членки на Европската унија. Ние не може да изумиме на Англија, на Франција, на Германија. Затоа имаме и посебни представници ми. Овде ни беше посебниот представник и на Ангела Меркел, а и човекот кој го покрива, ја покрива Југоисточна Европа. И тие имаат и стапови. Значи, не е само морковот кај нив. Оние го здружиле морковот во облик на Европската унија, каде што политичарите таа флоскула симплифицирана ја користат, као нешто со што они бараат гласови, еве ние ќе направиме дел од Европската унија. Јас се согласувам за еден фармер или за еден член на управен одбор на банка или за еден продавач на коли, за еден градител на објекти, визијата на Европска унија не е иста. Не ја ни замислуваат иста. Но во суштина таа е склоп на некои погодности кои ти отварат еден голем пазар за бизнисмените, но за обичниот граѓанин даваат повеќе можности. Тоа може да се илустрира на повеќе начини. Неодамна гледав анкета во центарот на Загреб. 7 до 8 од 10 испитани граѓани се разочарани затоа што тие си имале иста илузија како што си имаат нашите граѓани сега. Тие сега веќе неколку години се во Европската унија и тоа е на државната нивна телевизија, патем речено. И сега прашани, добро, како се чувствувате сега, мислите дека е подобро? Овие дека не е, те се станат сериозно разочарани. И тоа анкета од пред неколку месеци, после Нова година е направена. И тоа не е прв пат. Тоа се случило во сите земји што неодамна и се придружија на Унијата, кои што битно се разликуваат од во економски стандард, кои што произлегуваат сосема поинаков политички систем, кои што немаа време еволутивно да и се придружат на Унијата, на ниво на слични. Например, Холандија и Белгија станаа дел од Унијата. Чудо големо. Проблемот е како Бугарија да направите да стане дел од Унијата, Унијата при тоа битно да не се промени. Тоа е невозможно. Унијата се разбира дека ќе се промени. И Унијата трпи последици. И сега во таа Унија во која ние ќе сакаме да влеземе, тоа ќе биде сосема друга Унија од ова што ја знаеме денес.
И сосема различно од она што постои во главите на луѓето и нивните очекувања. Па во контекст на ова за проширувањето, да, Европската унија 2004 во однос на политичките одлуки. Се сега во рамки на Европска унија што се носи како одлука е резултат на политичка одлука. Многу потешко се носи со прагматичност, туку се носи врз основа на политика во рамки на државите членки. Исто тоа држи вода и дека Европската унија не е онаа што беше или што е замислена да биде. Значи, вие се проширивте 2004 година со Централно Источна Европа 10 држави кои што имаат апсолутно поинаков историски контекст, апсолутно поинаков животен стандард, потоа влегоа други две држави кои што беа уште поназадени, сето тоа доаѓаше на основа на политичка одлука и се створија во рамки на Европската унија се створија 3 европски унии, односно 3 дела на Европски унии. Онаа што е од Западна Европа, онаа што е од Централна Источна Европа и онаа што е од Јужна Европа. Затоа сега планот на Јункер од 5 точки, меѓу кои едната заговара да се создава Европска унија, односно Европа во две брзини. Вие ако создавате Европа во две брзини, тогаш ќе имате одвоено две различни структури на држави. Друга работа од која што треба да се постави прашањето е зошто тогаш имате промена во концептот на размислување за самата Европска унија, ако таа треба да нуди просперитет, економски стандарди и економски развој. Тоа од причина што Европската унија од едноставно гледање на работите како би изгледал, ајде вака и ние да го симплифицираме, еден патлиџан или каков вкус би имало виното на некои држави членки. Они се сведоа во мешање во внатрешните работи, каде што ќе кажуваат толку ќе ги намалите платите, толку ќе избркате од работа, толку луѓе ќе ги скратите пензиите. И сега веќе малку е страшно да кажам дека веќе не се збори за евроскептицизам, туку не сакам да се оди во насока да се каже дека се збори за антиевропеизам. Затоа што на вистина државите членки ова десна страна на скептици ми звучите, ама не е важно, мислам, не е малце атмосфера. За скептицизам, извини Албер, ја спомнавме преска и мислам дека тој момент вие постојано го пропуштате. Огромна е неизвестноста во самата Европска унија заради промените во светот. Некои ќе речат тоа бил Доналд Трамп, некои ќе речат дека имаме десничарски некаков бран кој сега доаѓа како наплив. Гледате што сега се случи, например, со односите со Турција, со инцидентот со Холандија. Не можете да очекувате дека, како што добро ни кажа колегата, тоа што со години таа унија која е сега голема, тоа е нивно тешко историско наследство, тие го пикале под тепихот и правеле да не се гледа, сега прави толкава грбка што ако влезете во унијата ќе се сопнете. Ајде да не влегуваме. Ама не е работа дали ние треба да не влеземе. Тој проблем постои. Јас прескубаво ви кажав. Зашто ги поставуваме работите дека не е тоа внатрешно прашање на Македонија? Што кога Македонија би била за некоја година членка на Унијата? И тогаш ќе се правиме наудрени дека дебатата за случувањата во Унијата не е внатрешно политичко прашање. Чие ќе биде тогаш? Ние ќе се прашуваме и ние ќе треба да носиме одлуки. До кога ќе се преправаме дека Унијата во која ние сме декларирале дека сакаме да влеземе? То сме го кажале, многу пати го повторуваме. Мислам дека еден политичар не можете да ми именувате кој што е отворено против членство во Европската унија во Македонија. Барем нека има доблест да признае. Не. Само да ти укажам на нешто. Например, памтам и во 90-те и 2000-те години најголемите анти-НАТО и анти-ЕУ така во европските држави движења беа во Грчка, знаеш. Дури анти-НАТО центарот е во Солун, невладна организација која е анти-НАТО, но тоа го прават од безбедност на членка на НАТО и на членка на Европската унија. Знаете, не е алтернатива. Ние не може сега да ја правиме Европска унија дека е црна. Европска унија е голем меанизам, огромен меанизам и еден од најбогатите во светот. Ние имаме глобализирачки свет, каде што не верувам дека овие тенденции на некои така политичари, нарешто во Централна и Источна Европа, не во Западна Европа. Ако овде кај нас се прави фама дека во Франција ќе се случи чудо, во Германија нема да се случи чудо. После ова у Холандија имавме иста реакција и од Германија во однос на посетите на турските политичари и кампањата во врска со промената на уставот во Турција во тие држави.
Значи, не се они несолидарни, ни се они па во некој голем проблем. Ние треба да сме реални, они се соочија со една криза од епски размери. И она движењето на народите што го учиме историја подразбило 100.000 луѓе, а ние збориме тука за милиони луѓе кои во таа Европска унија се вселија во многу краток временски период и тие релативно успеа да го организираат. Не дека нема проблеми. Ние имаме проблеми сега и у Шведска, а камо ли у Германија. Германија е навикната со такви бранови на емигранти и така натаму. Ја верувам дека Европската унија нема алтернатива. Тука е светла алтернатива за нас. Не е тоа нешто лошо, па ми по инерцијата модиме. Само да укажам на тоа. Без обзир на тие внатрешни проблеми кои тие евентуално ги имаат. И ние треба да збориме за нив. Но треба, како да кажам, да сме кредибилни да збориме за нив. Не можеме ние да збориме за, што знам ја, за давањето оставка на шведскиот министер затоа што не платила данок за незината чистачка во износ од 200 евра, например, ние као дел од едно општество каде што милиарди се губат, а ние се бавиме со други проблеми. Значи треба да имаш и личен кредибилитет за некои работи да коментираш. И второ, ја мислам дека ние сме земја со најмалци информации за тоа што се случува во Европска унија. Ние имаме вести со класична традиционална слика. Внатрешна политика, социјални случаеви, спорт и децата. Да, се согласувам дека има мала дебата во однос на не само што се случува во Европска унија, туку и фактички што е всушност Европската унија на ова тло. Тоа ќе го видите од анкетите каде што фигурираме доста високо во однос на поддршката на Европската унија. Тоа не е затоа што ние мислиме дека таа ќе ни донесе. Опаѓа и тој ќе опаѓа. Тоа не е, според мене, опаѓа поради гледањето на неискреност од Европската унија кон нас во одредени бројни прашања. Не во однос на решавање на кризата или во тоа дека не сака да ни помогне, туку во одредени двојни стандарди кои што ги има за големи крупни прашања. Европската унија не е во криза само со мигрантите. Они се во криза од 2008 година, откако настапи економската па монетарната економска па должничка криза. Па сега ви е бегалската криза која што повторно ќе земе замав во наредниот период. Нешто што се случува во рамки на Европската унија, а ги плаши сите држави членки, е еден вид на милитаризација. Значи имате две клучни прашања кои што ќе бидат многу важни за Европската унија во наредниот период. Тоа е состојбата со мигрантите и борбата против тероризмот и шенгенските спогодби. Затоа што имате еден вид на милитаризација, затворање на границите, а од друга страна имате заговарачи кои што бараат границите да остануваат отворени, кои што и председателот на Европската комисија Јункер, кој што е класичен заговарач на федерализација во рамки на Европската унија, и тие две прашања ќе бидат многу тешки за решавање, за кои што Европската унија прво сама внатрешно има потешко да ги реши, а не па сега да се вметнува и во суштинско решавање на кризата во Македонија. Значи вие сметате дека немаме доволно информација, ама не од убавата страна, туку дека не знаеме ни за лошата страна. Не знаеме ние за ништо. Таа дебата не се води само, треба да се води и за предности и за недостатоци во однос на членството. Ние не почнеме ни прво убавата, а веројатно ќе поминеме само на лошо. Значи ние не знаеме дека Ама класичен пример ви е Грција. Од Европската унија бараше од откази, намалување на пензии, намалување на работни места, намалување на плати. За Грција да додадеме. Европската унија бараше намалување на вработување затоа што една огромна сума на милиарди на евра им ги даде. Не бараше Европската унија да намала. Да, он има проблем во криење на парите. Е наслов меѓународниот притисок, домашен потисок. Значи се врата на домашната криза, бидејќи мислам дека го сватив ова што го зборувавте за Европската унија, нека Елдорадо, некако еден од морковите кој што може да е успешен во убедувањето на нашите политичари граѓани како да ги надминеме кризите, бидејќи не сме ние, како велат, вие сте дел и проектот да бидете дел од Европската унија. Ако ги говориме и негативните работи, може и тоа ќе има придонес во решавањето или не решавањето на состојбите во Македонија. Но, кога велиме лаички, штом доаѓаат странците, вршат притисок. Ако имаат само морков, тоа чуму ние веруваме, особено еден дел од нашата популација, бидејќи биполарно се однесуваме кон Европската унија, или кон Америка, или кон странците воопшто. Едните со
тотално предавање на се што ќе кажат дека е добро, до виткање на кичмата, другите со еден крут однос до наклоци бркање на оние што нам ни пречат во владење, наше владење во оваа мала Македонија. Веројатно некоја средина треба да се најде. Значи, имаат ли тие можност, кога ги викаме или не ги викаме, а доаѓаат да помогнат или да одмогнат, зависи кој како гледа, навистина да помогнат, без ветување дека Европа е најдоброто место за живење, и како со убедување, ако нема друг стап, може да ги убедат политичарите да најдат решение Ристовски. Не треба воопшто ни да се може да го рече сега Иванов да рече да, дојде Бугарин, фала, пријатно, ај здраво. Не треба. Значи, Јас се противам на воопшто инсинуацијата која е составена во вашето прашање дека воопшто треба некој да помисли во нашава земја дека некој од надвор треба да дојде нешто да ни направи. Тие тука се. Па не се тука, кој се тие тука што се? Доаѓаат и ќе доаѓаат од утре. Окупирала некоја доаѓаат или Бугарија. Добронамерно доаѓаат. А кои се тие што доаѓаат? Не разбирам. Кој доаѓа? Европската унија ние ја повикавме сама. Има некои што си даваат изјави, што е дивно легитимно право. Вие сакате да релативизирате малку дека ние сме дел од Европската унија и доаѓаат. Дека доаѓаат. Воопшто не сакам ништо да земја кандидат не е сакам без разлика што сме земја кандидат. Не сме никој од странство да се замеша во нашето решавање на нашите проблеми без наша добра намера да го повикаме, да му побараме мислење. И другите земји до сега со мал исклучок на нам соседни не знаеме како да го решиме проблемот, нели? Не знаеме што ни уставот, не знаеме што е најдоброто и не го правиме и се доаѓаме доаѓаат тие ни кажуваат истото. Ама кои се тие? Дајте ми пример, сакам како да сега ги споменаве 5 имиња. Кој, освен Европската унија? Па комесарот за проширување, па Могерини, па ние го викнавме. Па не е важно, го викнаме да ни каже што. Некој што не е од Европската унија. Некој Трамп да ни дојде. Па може да проба. Уште не дошол. Не дај Боже, ама може да проба. Ако дојде, не е лоша работа. Гледа, ако тој дојде, тој ќе има голямо влијание, сигурно како нашите политичари ќе се однесуваат. Затоа е најдобро ви викам, никој да не доаѓа, никој да не дава стресни изјави и ние да се обидеме да си ги решиме внатре проблемите со оној капацитет кој го имаме. Помислата катаклизмична дека ние нема да најдеме капацитет, дека тоа нема да го решиме, а некој од надвор ќе дојде па ќе ни помогне. Ристовски сега рекоа внимавајте, бидете внимателни да не се претвори оваа криза во меѓуетнички суди. Ако ние сме ја довеле без ни ситуацијата до таму, значи што бараме од другите? Значи до сега не сме покажале добар капацитет. Вие гледате нешто негативно во тоа што некој не предупредил да не ја направиме работа голема. Вие не разбирате дека нив единствено, што би рекол нашиот колега, пошто не си имаат своји интереси. Да, ние не чувствуваме... Регионот им е важен? Не, кој регион? Нив им е важно да не експлодира регионот, да не им се случи нив белја. Па како ќе го спречат тоа? А како до сега не спречуваат од 90-тите години? Ние, тоа е еуфемизам во Европската унија, што тие го користат Западен Балкан, тоа се оние земји околу кои тие порано во 90-тите формираат така наречен санитарен кордон. А вие каде правите санитарен кордон? Правите санитарен кордон околу септичка јама. И што треба да кажеме дека оние од Европската унија нас не гледаат како некои многу убави луѓе кои што се способни да го решат проблемот? Не, тие не гледаат така. Реално перцепцијата на Европската унија кон нас не е позитивна, ама нивното однесување до сега, генерално земено, е многу коректно. Тоа што ние не покажуваме способност, ниту самите себе се владееме, а како што рече Алберт, уште па да за овие 20 години ние што не успеавме да изградиме способност да се замешаме во односите во Унијата кон која аспирираме да станеме член. Тоа е добри желби теорија. Јас зборам за реал политика во вие сакате да видите. Вие сакате некој од надвор да ви дојде со пендрак, да ја јакне по глава и да ви избере овој ќе ви биде премиер. Па не гледам друга логика. Еве, објасните ми што барате, Дедо Мраз. Не, вие се надевате дека нашите луѓе, нашите политичари ќе стекнат капацитет со текот на годините, а до тогаш дека знам дека тоа мора да биде така. Мене не ми се брза никаде.
Некој сака да биде побрзо На кризата. почетокот Јосифовиќ рече дека не можеме да живееме во време каде што сите живееме у стрес, па одите на улица секој ден имам ме прашуваат стрес, дека има војна Љубиша. Ја што да му речам дека нема да има Нема да војна? има. Како? Ќе му кажеш дека Ја нема. му велам да видите самото Ама поставување. не треба да ги на ставиме прашањето. да правиме паралели сега. Нити дека дигаме тензија, нашите нити пак немаат поставиме. капацитет, го докажаа со самото тоа. И сега ќе се што надеваме дека ќе- Не, ама не се надеваме. Дека европејаните ќе станат добри и Ама нашите што ќе треба да се станат надеваме дека бидеме они добри. ќе Ставиме дојдат бели и пуштат шешири. војска? Не Не знам. може. Па затоа Затоа да одиме ред што по е ред. тој меѓуднароден Значи, притисок? по Како мене, тој може да биде? да, треба да формираме капацитет, но немаме капацитет. Самиот факт што ние сме во една ситуација кај што граѓаните те прашуваат заради една владина криза, значи ми имаме криза на неможност на формирање на влада во одреден период од 2-3 месеца. Верувам дека у Белгија пред 3 години 4 не се плашиле белгиците дека ќе има војна у Белгија зашто нема влада повеќе од година. 2,5 години. Значи, ние не, се само да го доискажам. една година, Само па да го сега доискажам. 4 години Не, па не, живееме, ништо ние на крајот на немаме- кристата, ништо немаме не се влада. смени тука. Дека Се нашите научиме да живееме. политичари, па да, дека нашите политичари немаат капацитет некои работи сами да ги надминат, без некој да ги охрабри, нема да користам тешки зборови, да ги охрабри или да им укаже, тоа е факт. Трето, дека Европската унија нема стап, нема. Но Европската унија е сочинуваат држави кои имаат и текако можности со стап да реагираат. Не можеме ние да кажеме дека Англија, Франција, Италија, Германија нема стап со кој може да реагираат. Тие биле присутни на Балканот, да не беа тие, ние се уште ќе имавме војна сигурно и у Хрватска, и у Босна, па и у Македонија и така натаму. Не може тоа нивно помагање на надминување на кризите да го изумиме. За нив да, е најбитно овде да нема конфликти, затоа кога има конфликти, они подиректно се вмешуваат и укажуваат дека они имаат и војна сила, дека нема да дозволат ми овде да изгубиме тотално контрола. И тоа се случувало. Знаете, имавме ми и бомбардирање во Балканот. Значи има тие стап. Но не е нашиот проблем внатрешен, колку год да имаме ние дневно политички трауми и стравови, до таа мера излезен од контрола, да они овде идат со некој булдожер дипломати кои ќе кажат или средете го ова, или ќе имате последици. Не е до тоа дојдено. Ако е кај нас створена таква атмосфера. Ние имаме атмосфера во општеството на тензии, на криза, на страв, но не сме во таа фаза. Македонија си живее не на првата година викаме една година од криза. Така да, која е логиката они овде да ни пратат некој генерал од НАТО и да каже дечки, немој случајно направи, пошто ќе го направиме. Нема потреба. Не е до таа фаза. Навикнаме дека треба меѓународниот фактор ќе се замеша, ќе ја реши работа. Мислам дека и нашите премногу хипостазираме дека тие ќе ги решат. Ја мислам дека и нашите политичари за некои своји чекори за кои им било или страф или немале доволно храброст да кажат дека тоа е нивни чекор, неретко се заскривале за странските фактори. И кога ќе направат нешто, не го прават тоа затоа што тие мислеле дека треба да го направат, него бараат изговори и кај меѓународниот фактор. Ние овде сме имали и политички збиднувања и овие 2,5 години кои не биле стриктно поврзани со окажувањата или притисокот на меѓународниот фактор, туку биле проста потреба на моментот. Но секогаш се ваделе на меѓународниот фактор. Кога спомнавте меѓународен фактор, да ја расшириме, досега говоревме за Европската унија, Јосифовиќ Истовски, веројатно не е само Европската унија меѓународен фактор, се повеќе се говори за како што рековте, има други што имаат поголем стап за Соединетите Американски држави и се повеќе станува присутна улогата на Русија. Колку се тие подготвени, заинтересирани за регионот, за Македонија, за стабилност и за внатрешно демократските процеси и владење на правото во една земја како што е Македонија, да речем. Јас? Па добро, Русија си ја виде победата на Трамп како нејзина можност да може да го прошири своето влијание на регионот, не дека и претходно не беа застапени. Само накратко се надоврзам на она што Алберт го кажа. Ја искрено историски гледано, Европската унија ја сметам многу повеќе како неуспешна, како неуспех во решавање на некои прашања овде на регионот, отколку нешто што го направиле тоа со некаква проценка на низиниот успех во позитивна смисла. Историскиот контекст тоа многу добро го покажува, затоа што денеска имате доста нефункционални држави на Балканот кои што произлегува токму од решенијата на Европската
Европската унија, меѓу кои што и Босна и Херцеговина и Косово, кое што е класично поделено, вие може само повлечете линија помеѓу таа територија за да ја поделите и така натаму. А ако веќе одиме во насока на тоа дека други играчи учествуваат на теренот, да, и тоа е точно. Се согласувам дека Европската унија треба да ја гледаме како држави членки во кои што силните држави членки во рамки на Европскиот совет си влечат на своја страна и да, индивидуално тие го имаат стапот за да можат да реагираат во вакви ситуации, меѓутоа се уште не се одлучиле за такво нешто. Имајте во предвид посетата на председателот на Тилерсон на Европа, кој што кажа дека Европа треба да ја преземе одговорноста за Западен Балкан. Меѓутоа, самата таа реченица на кажување на Тилерсон дека Европа треба да ја преземе својата одговорност е зависна токму од влијанието на Соединетите Американски држави, иако САД упатуваат на еден вид на протекционизам дека ќе се оттргнат од натрешното мешање во европските прашања, тоа сега се обидува Русија да го искористи. Имате Берлински процес кој што е воспоставен 2014 година и кој што редовно се одржува со некакви така наречени самити во повеќе европски метрополи, насочен кон задржување на перспективата на проширувањето на Европската унија со државите од Западен Балкан. Тој Берлински процес не е насочен толку кон политички прашања, колку кон економски. Инфраструктура, енергетика, економска и социјално развивање. Со истите работи Русија влегува сега на теренот, токму во енергетиката и во инфраструктурата на Западен Балкан. Затоа верувам дека Русија ќе има многу големо влијание. Затоа и се почестите политички изјави од страна на руски високи функционери за состојбите што се случуваат на Балканот. Они сега ја увидуваат можноста САД да се оттргнат од политичките случувања на Балканот. Ја сметаат Европската унија како унија збориме, не како позасебни држави членки. Ја сметаат Европската унија како неконзистентна во своите политики да ги реши овде прашањата. Впрочем, имате изјави дека проширувањето ќе замре, дека проширување нема да се случи. Европската унија сега е во фаза на внатрешно преуредување на самата унија со излезот на Велика Британија од 2019 година. Јункер, како што реков, објави 5 сценарија по кои што треба да се движи Европската унија. Во ниту едно тоа сценарио не е предвидено проширувањето. Во сите тие, а се работи за од 2019 натаму. Во сите тие 5 сценарија упорно се нагласува 27 држави членки. Никаде не е наметнато проширувањето. Затоа Русија влегува на овој предел да може да го зголеми своето влијание и да постави една брана во односите помеѓу САД. Ресурски македонската политика ги познава овие движења, зависноста на Европа геостратешко од САД е видлива и ја оневозможува да биде поактивен играч и колку Америка заобиколувајќи ја Европската унија би настапила наспроти почетокот на влијанието на Русија или пак новата администрација на САД со Трамп ќе најде некој баланс во односите со Путин. И нашиот однос кон тоа. Немој да барате од мене да бидам баба Вања што ќе направи новата администрација на САД визави Русија. Мислам, јас чисто сакам да кажам дека повеќе или помалку се согласувам со господинот и со Ивица визави улогата на Русија на нашите простори. И тоа треба исто да кажеме дека во последните месеци се создава една сосема непотребна фама, не се само популарно да зборуваме за рускиот джин, дека нешто да, пак популистички малку се искористуваат. Дури Викиликс ни кажува дека американците сами си направиле да изгледа дека русите ги влијале врз изборите. Мислам дека е тоа малце помодарски, ама има кај политичките тешкаши една тенденција да се стави јасно до знаење дека не сме другари со Русија. И во Европската унија, и во Соединетите држави. По-конкретно на вашето прашање визави улогата на Соединетите држави на Балканот, до сега и јас мислам дека во тој дел конкретно, дури и под администрацијата на Трамп, од сега натаму, американците нема самостојно да настапуваат на Балканот, меѓутоа улогата на Америка на Балканот е евидентна и таму каде што во минатото стапот не достигаше, таму таа празнина ја пополнуваат Соединетите држави. И тоа во Европската унија им е совршено јасно исто така, не само од страна на Соединетите држави, која е улогата на ЕУ, туку еден од тие проблеми за кои Ивица зборуваше, е дека сега има известен проблем со сопствениот идентитет во ЕУ,
тие нешто немаат стап, него тие го немаат оние двете што стојат покрај стапот, дека сега треба да создадат стап. Поделени се по тоа мислење и нив повеќе им одговара да остане улогата на Соединетите држави. Тие и натаму да бидат стапот, ама си имаат натрешен проблем со заминување, например, на Британија, со паѓање на популарност на тие интегративни процеси, поделеност во делот на безбедносните механизми. Тука се вие знаете дека имаме европски земји кои што се дел од НАТО, а не се дел од ЕУ и обратно, дека имаме земји кои што се во ЕУ, ама не учествуваат во одбранбените случувања таму. И те чувствуваат еден проблем, ако овие прашања се отворат, во овој момент сега Европската унија може да почне да се дели уште повеќе. А имаат потреба, тероризам, некој страв голем постои таму, можни миграции, се враќа служба обврзувачка на воен рок во многу земји, дури кај нас во соседството, јавно се дебатира во Хрватска, во Србија, Косово ќе прави армија, за нас тоа е поголема закана него сериозно, ова криза внатре што ја имам. Така што мислам дека тука нема да видиме некоја голема улога, сад ќе си останат присутни на Балканот, во Европа сад и натаму ќе играат улога на стап. Европската унија ќе размислува како да се консолидира во контекст на безбедносната структура, да ја проектира поефикасно својата надворешна политика. И визави Русија, генерално се согласувам, меѓутоа сметам дека она што досега ние како поддиректна интервенција го видовме последние месеци од настапот на Русија во Македонија и покрај нашата внатрешна поделеност, и вие преска сами кажавте, имаме тука жестоки ставови, брзи изјави. Досега Русија има релативно коректен однос. Не можеме да кажеме да се жалиме дека особено во изборниот процес Русија влијала неконзистентно. Реклами и потоа да видиме дали Алберт Муслигов се слага со овие тези околу линијата на Русија на Балкан. Причини не се укинува сега. Да ме прашам или да пуштам да се тече? Не прашуј за Мобе, исто Алберт, ако има. Ти праши за да биде специјално. да се Прво брои. за Русија да се поискаш. За Русија? Па сега. Абе за Албанција кој ќе зборим? Ќе го поврзам тоа и со албанците, не? Да, зашто сега Или не сме? Русија, ама Албанција Не знам, не е важно. Мисија Дека не си мисија. Прво, истото... Што им требаше платформа контра русите? Чек сега дека, па сега, нели Ајде, русите давај кажа, да ми исправам. немојте платформа, одме имаше... Не, шала настрана. Прво, исто Министерство на надворешна Русија, 2015 кажа дека Македонија ќе се подели помеѓу Бугарија и Албанија. И не се случи тоа. Значи, не може да се направат паралели помеѓу тоа што инвестира Европска унија или САД во Македонија и тоа што го инвестира Русија. Русија во моментот инвестира јавни ставови. Ти излезе со соопштение нивното Министерство на надворешни работи, ќе каже ова е вако, ова е така. Не може да се упореди со Европска унија, која што потрошила милиарди овде и било кој од нас на било кој начин негде сме имале бенефит од тоа. Дали преку реформите на институциите, преку помош на институции, така натаму, така да не може да се направат тие паралели. Нит па тоа министерство е аматерско, нит па они имаат наивна дипломатија. Кој русите? Апсолутно не, наивна, не тамам работа. Така да, кост-бенефитот е тука многу голем. Значи, многу треба да се вложи за бенефитот да биде мал. Значи, ова општество не е толку хомогено, например, во однос на односите со Русија. Не. Вие имате одреден дел на популација кој е, ама кои се апсолутно Да не чуе за Русија. Точно. Зошто? И имате затоа што се тоа историски некои историјата. Не, ама тоа е став. Сега, проамериканскиот однос на албанците треба да го разлагам тука е јасно. Не, се гледа, И сега знамето на во еден свет кој пак американското знаме одма до... Точно, значи во еден свет кој пак се труди да, бар и тенденција на Русија да се биполаризира, значи да станат две главни сили кои ќе го врта светот како што беше пред завршетокот на ладната војна, нормално дека вие ќе фатите една или друга страна, можете двете да ги држите. Да се надеваме дека има повеќе страни овој пат, дека нема само две да ги. Има секако имало повеќе страни, него една е главна. И се имаме тенденција на Русија, која после економското зајакнување, после преседателствувањето на Путин,
нели се фрли, тоа е глобален играч и Русија, не можеме да се ставиме во тие игри. Него единствен стратешки партнер на Русија, долгорочен, е Србија и после Србија не е Македонија. Немачка. Не, Грција е. Путин нели беше пред 2-3 недели во Грција. И па сите тие овде кои промовираат вртење кон Русија, зашто тој момент многу него експлорира низ медиумите. Верувам дека Путин не отишол у Атина да инсистира спорот да го решиме ние во наша корек. Значи, овие се детски игри. Не можеме ние глобалната политика да уфрлиме во дневната политика. Ние овде имавме тенденција едно месец-два, па новата администрација на Трамп да ја вметнеме во дневната политика наша, па демек ќе се сменат силите. Ние сме премали играчи во таа глобална игра да драстично се сменат нивните ставови во однос на нас. Тоа го гледаме и односот на Русија. Значи имаме изјави, имаме можност на нивно продирање преку многу малце вложувања, значи немаме ние големи руски инвестиции како што имавме во Србија. Во Србија тие низ го земаа. Тие се присадни, војно им помагаат. Значи не може да се стави паралела помеѓу тие два односа. Дозволиме да обезбедат посериозно политичко влијание, можеби ќе рипнат. Ама тие се, ја затоа реков дека тие не се наивни, тие се свесни за реалноста во Македонија. Тие си ова е дел од светската дипломатска игра, изјави не изјави. Така да не верувам дека ние стратешки може да се свртиме во друг правец. Иако сме имале такви тенденции, и второ морам да укажам, затоа што прашањето ваше беше такво, колку инсистираат на демократија, не инсистираат. Руската дипломатија тоа и не го правила. Затоа ми имавме Западен блок и Источен блок. Во Источен блок сите се изјаснуваат се за платформата. Не. Сега за платформата збориме или за влијанието на Русија? Влијание, преку што? Влијанието не само економско, збориме политичко влијание. Па политичкото влијание... Не се изјасни, ама европјани не се изјасни. Во политичкото влијание вие вложувате. Ја затоа велам. Ова е само тенденција да биде присатна, затоа што Русија е свесна дека овде има некои аномалии во нашето општество, а тие се безусловни, значи прифаќаат политичко партнерство без условување на демократија, владење на право, борба против корупција. Ние не сме виделе такви ставови, не зборувам за Македонија, него на глобално ниво, во однос на тоа кога Русија ги шири своите интереси. Така да, ова е нивна нормална игра. Значи, не вложиле тие толку тука колку што слушаме вложиле во Црна Гора, а таа е помала. Така да, нит па има Руското министерство на външни работи илузии дека со нивно поголемо влијание, па нашите евроатлантски аспирации не само за Русија да разговараме. Русија, ја објаснивме која е улогата. Пред рекламите зборавме за Русија. Сега за платформата. Да. Ова за Русија го заврши. За платформата таа е спорна во држава, значи почнеме заради платформата. Затоа што така е проектираната. Кој е проектираше? Русите не, Европа или албанците? Политичари од Македонија, вклучувајќи го и преседател, таа платформа ја проектирала као тенденција на албанските политички партии да ја разнебитат Македонија. И тогаш имаме реакции во општеството. Затоа, кажете ми кој дел од платформата, кој дел по вас е тој што ја разнебитува Македонија или тој што не бил присатен во нашата политичка дебата? Кој? Ќе ви одговорам. Кажете. Не сакам да кажам кој. Генерално ме интересира, бидејќи говоревме за големите играчи, дека тука во Македонија, еден дел од македонските граѓани, вклучувајќи ги албанците, се многу тесно врзани и за Америка и за Европската унија. Да. И дека влијанието таму се по-силни, по-блиски, дека можеби оваа платформа за неја стои Европската унија и некој поголем играч. Зошто? Ако е таа спорна, ако е предизвикува нешто, намерно, ненамерно, спонтано, неспонтано, зошто некој е дизајнирал, па нека се и самите албански партии тук, така да предизвикува турбуленција? Ама таа предизвикува турбуленции затоа што некој инсистира таа да предизвикува турбуленција. Тоа сакам да го кажам. Не може од ништо некој да измисли турбуленција. Ми од ништо немаме влада, те молам, а? Ние од ништо немаме влада. Ми имаме пречекуравање на своите овластувања, имаме политичка криза во момент кога сме завршиле со избори, мнозинство треба да формира влада и точка, тоа е нормалната процедура. Ние тоа го немаме. Сега вие ми ја вртите на политичката платформа. Ја ви велам. Голем дел од таа политичка платформа
која ја декларација ја викаат тие, или изјава на албанските политички партии, е дел на еден документ кој е дури на вебсајтот на владата. Можам да го кажам документот, се вика преглед на Охридскиот рамков. Ама тоа е само еден дел. Ама значи 70% е таму. Дури тоа министерство што се спомнува во таа декларација на албанските политички партии е таму. Второ, 99% на таа декларација се дел од програмите на политичките партии албански кои тоа го потпишале. За кој што не зборува воопшто. Кој? Ниедно. Кој дел? Па ниедно. Ма збореле за кампања, јас сум ги слушал. Збореле само за Охридскиот рамковен договор и потребата на јазикот, ништо друго од ова. Ама кој дел? Економски равноправен развој. Кој дел? Тоа беше дел од програмата. Ма имавме ние партии од македонскиот блок кои зборуваа за федерализација, но тоа не е дел од политичката платформа. Добро, затоа Мислам дека малку ја промашувате темата, дозволете ми да интервенирам, бидејќи многу Ја ви реков дека ќе почнем нова тема. Многу настани изјавија дека тематиката е многу малку спорна во тоа. Сега, извини, вака, ама ретерирањево не било платформа, било постамент, било конструкција, тоа после... Нити ја ретерирам, ја ти викам, така, они и така пишува. Значи, на партијата пишува декларација. Дека малкумина во нашето општество ја оспорија содржина на тој документ. Се оспорува местото, начинот и моментот. Тоа е спорно за нас. Имавме избори кусо време предходно. Можевме да дебатираме на таа проблематика, можевме да отвориме уста. Во јавноста, меѓу политичките субјекти за такво нешто не стана збор. Секој за нив, за себе, на избори си кажува некој работа. Потоа, отпосле, формира една група, што кога се оди на избори и се формира влада, обично се вика коалиција, нели? Тоа значи нешто има тежина ако во тој момент се групираат политичките субјекти и при тоа имаат сосема во право луѓето дека тука се замешува господинот Еди Рама, на кому тоа во тој момент, ама ич не му беше потребно. И сега дали се работи за исто така од Албанија? Да, тоа е тоа е како намерно се случуваат дополнителни. Тоа е во ред што сега ќе се развива врз основа на тоа повеќе проблеми. Тоа е нормално, ако ова продолжиме уште 6 месеци вака, ќе се јават и други и ќе додава да развиете проблеми, вие може да ги развиете околу што сакате. Па баш за тоа, една е тежината на Еди Рама во моментот на потпишување и промоција во јавноста, а сосема е друго што се разни поединци ќе се надоврзуваат на таа тема. Јосифовиќ, декларација. Ако е назив декларација, тогаш нема да има проблем ако остане само тоа декларативно. Меѓутоа, начинот на кој што се застапува со така наречена декларација на терен создава проблеми. Бидејќи ако е декларација, не може да барате нејзино безусловно прифаќање. Како што голем дел од албанските политички партии тоа го побара. Значи, ако е декларација, е нешто што е ставено на хартија, за кое што декларативно можете или да се согласите или не. Меѓутоа, да барате безусловно прифаќање или ќе влеземе во коалиција со онаа која што безусловно ќе прифати, тогаш не е тоа декларација. Тогаш е веќе нешто што е засновано како основа на тие политички партии за да влезат во влада. Друга работа, која што кажав дека постои забуна и многу големо непознавање на работите што се случува во државата во однос на оваа албанска платформа, е што многу јавно не се збори за суштината нејзина во однос на она што е прифатено. Ја би се согласил дека врз основа на рамковниот договор имате доста голем дел од таа платформа кој што е етаблирана во уставот и нема потреба над тоа, повеќе од тоа да се фаќа. Се доведовте во ситуација председател на една политичка партија воопшто да не дава изјави околу тоа што е прифатено или што е преговарано во рамки на таа албанска платформа, да имате поранешен технички министер кој што во рамки на дебатна емисија на чисто конкретни прашања нема да даде одговори, не дава одговор за поставени прашања во однос на албанската платформа, да имате портпарол на албанска политичка партија која што вели дека кој што дава став за членот 8 од законот за јазици дека ќе има двојазични банкноти и двојазични униформи, за другата страна да каже дека тоа е сосема лага, да имате друг представник на истата политичка партија кој што ќе каже дека платформата е целосно прифатена од СДСМ и таа ќе се реализира,
да имате уште еден представник на... Која ви е поентата? Поентата е што никој не знае што е прифатено. Едната страна збори дека нешто Ако не е знае лага. никој зашто расправаме, зашто има 100.000 луѓе на улица? Затоа кажувам, значи треба да се излезе јасно да се каже што е прифатено, што не е прифатено, дали е преговарано, дали не е преговарано. Првите точки на, извини Алберт, првите точки на таа платформа не се однесуваат воопшто во насока на подобрување на животот во Македонија. Исклучиво се етнички поставени за подобрување на одреден етник. Значи, она што би требало да биде прво, би требало да биде владење на правото, бидејќи сите велат дека се борат за тоа. Значи, првите точки се во таа насока. Второ, имате друга политичка партија која што вели дека ќе се бори за граѓанско општество. Никаде тоа не е во постизборно преговарано. Тука е преговарано исклучиво албанската платформа и преговарано е унапредување на правата само на еден етник. Се претпоставува дека правата на другите заедници се веќе испреговарани во тие коалиции кои се представуваат. Не е така. Не, само да го кажам. Ова беше малце саркастично. Но двете условно речено македонски политички партии декларираат дека интересите на другите заедници, не албански, малцински заедници, ги штитат, валјда е договорено внатре во тие коалиции што се потребите као колективитети на тие помали заедници во рамките на тие коалиции. Или имаме турски, ромски, влашки, босански партии во двете коалиции, валјда има издоговорено и изхармонизирано што се нивните колективни потреби. Второ, нормално дека има прашање од интерес на албанската заедница која го договарат албанските политички партии. Тие постојат затоа што сакат да унапредат позицијата на албанската заедница во Македонија. Државата оди напред целосно, не одат еден етникум и друг етникум. Ама целосно треба државата да произлезе од предпоставката на постојање на тие партии дека колективните права на таа заедница не се доволно испочтувани. И затоа постојат тие. Трето, во Македонија... До 3? Не, до 18. Не, значи, во Македонија сите знаат дека устав и закони се носат в парламент. У парламент се носат. Од кога сме ние толку чувствителни на преговарањето на политичките партии, кога никогаш као општество не сме биле вклучени во договарањето на владините коалиции? Никогаш. Ова направено постизборно. Не. Постизборно правеле коалиција ВМРО и ДУИ, и постизборно, и ги решавале некои проблеми кои воопшто не биле спомнувани во нивните политички кампањи. Ја ти велам, овие прашања на кои инсистираат албанските политички партии се дел од нивните програми, а и се дел од политичкиот дискурс кај албанската заедница од 90-та година. Од 90-та, да. И ова морам да укажам на ова. Зошто кај нас немаше толкава паника во општеството, например, по прашањето на грбот? Ми имавме иницијатива од сегашната влада, помеѓу ДПМН и ДУИ, за промена на грбот, зашто не стана преседателот и да каже, ја го штитам уставот. Види, уставот во Македонија може да го штити парламентот. Го носи, го менја, парламентот тоа го прави. Тие што год да се договориле, ако тие не може да го изгураат тоа преку законски решенија, тогаш што ние се возбудуваме околу тоа? Не, што се предвидува законски решенија кои што наводно би биле со европски знаменци. Ама законските, па што ако се дали не се под ингеренција на уставниот суд, дали на двотретинско? Не, прво не се двотретинско и се знае кои закони можат под но сите тие се под ингеренција на уставниот суд. Ако негде се надмина уставот, има уставен суд, нели нашиот уставен суд некогаш беше многу агилен. Само ти кажам, се прави една многу А ви рекла дека требаше да почнеме со ова, ми го изгубивте времето со Европска унија и со Русија. Да се доведеме до ситуација усвојување на... Па вие од... Јас сакам да кажам... Она домашен потисок го заборавивте. Сакам да кажам дека е непотребно да има атмосфера на мачност кај граѓаните, која просто имаме политичка борба на политичките елити. Тоа е. Завршуваме. Ајде, Растивски стол. Политичките елити не покажаа доблест да ја управуваат таа политичка криза и затоа имаме мачнина кај граѓаните. Не, се промовира и страв, не ми мене за мачност. Па добро, и тоа е способност. Бемол. Од друга страна, она што е од меѓународен аспект побитно е улогата, како што кажав, на Еди Рама, премиерот на Албанија, затоа што тоа е решавање на еден по-комплексен проблем во тој Западен Балкан. Ние сега се ставаме во контекст на односите со Србија, прашањето на Косово, тој со неговата инволвираност во ова прашање, што не мораше да ја има. Пак можеше платформата да се биде презентирана.
Тој сега помага да се сврти вниманието, например, на Европската Вижте, унија. он си има своји да не домашни стави во- проблеми, ама тоа му не- пропаѓа не бидејќи прави сега нас. ќе му протестираат. Нашите него да граѓани речеме. веруваат дека ние сме се излекле од таа дупка на западниот Балкан, дека брзо ќе одиме во Европска унија. И сега овиме го доживуваат како едно враќање наназад и си одат ле, сега пак ќе се... Ние имаме долг период во тие Да, време. гледам колешката за вести, претпоставувам дека не ни оставила повеќе време, дека е време за вестиве. Ми е драго што бевте гости, ми е жал што малку асиметрично разговараме повеќе за Европа. Не ми е жал што го ја анализиравме и таа ситуација, но ова не се доискажавме околу овие внатрешни проблеми како може да бидат разјаснети и сватени повеќе од пошироката јавност во Македонија. Ви благодарам што бевте гости во Аргументи. Вам, почитувани гледачи, ви посакувам пријатна вечер. Но за старт, за да можем да одработам платата, Почитување на функцијата која ја Андон, извршувам. немаш право да да ве покажеш и прашам тоа за не можеш да наредбите. направиш. Имам. добро, дајте само говори за вас. Сте саркастични колку што дајте уште сакате. една минута реклами, а потоа да ги завршиме. Ајде, нека остане... Па тоа прашате го заев. Чекај сега. Патот до пеколот е поплачен со добри намери. Прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе очистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, тоа ќе биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Во времето на Бранко Црвенковски. Немојте така. Онтолошки тие се тука. Најкратко кој Таму, ама до пола книга се одбележали. Нема да читаме цел. Па ве молам режија.